Ристо Живковиќ, 39 годишен човек од Богданци, со години води битка со тешка болест, која повторно се врати, а туморот продолжува да расте и со тоа го загрозува неговиот живот. Семејството Живковиќ спас од оваа болест гледа во лекување во Турција, која е исклучително скапо, и за истото се потребни 90.000 евра. Затоа Ристе упатува апел до сите хумани луѓе да му помогнат и донираат, со цел побрзо се соберат средствата и да замине на лекување во Турција. Здраво на сите, јас се викам Ристо Живковиќ од Богданци, татко на 3 деца, кој што 6 години води борба со најтешката болест, тумор на мозочно стебло. За жал болеста се врати во поагресивна форма и спасот е операција во Турција која што чини 90.000 евра, сума која што е многу висока. Затоа ве молам сите добри и хумани луѓе кои што можат да ми помогнат за да останам со своето семејство. За тоа однапред ви благодарам. Даниел Глигоров, нашинец кој живее во Германија, ја води онлайн кампањата за собирање донации. Вели дека Ристе е прекрасен човек, кој заслужува поддршка и помош да се избори со оваа болест. Значи, Ристе е од Богданци, е наставник во Богданци, што се вика, он е 39 години, има 3 деца, така да една ќерка и 2 сина, така да он боледува од мозок на тумор. Тоа е прво најден од 2019 година, така да има направено повеќе терапии, значи хемотерапии, така до 2025 и се поддржана болница се оди и ситуацијата е така да треба да се брзо реагира. Ова е тоа што моментално оди на терапии и прима терапии 4 недели по 5 дена хемотерапија. Така и оди уште има тамо интензивна еднаш во месец, мислам на секој 3 недели, се треба да оди на 22. Прошлиот пат беше, мислам, за Турција, направи испит на тоа и така дојде до информација дека може да се направи оперативна мозочна операција, што е добро тоа, добар знак, али тоа коште 90.000 евра. Значи, само терапија, операција коште 90.000 евра, не значи дека тие се негде тука треба да се каже негде 20-25%. Да кажеме негде 20.000 евра сместување, нели, имаш патни трошкови и така, плюс некои си терапии, значи тоа е само операцијата или оперативниот зафат со терапија е 90.000 евра. 90.000 евра е сумата која е потребна за оперативниот зафат, а трошковите се поголеми кога ќе се собере. До овој момент, преку онлайн кампањата се собрани 10.000 евра, а според податоците кои Даниел ги има, исто толку има собрани преку телефонските донации, но се уште сме далеку од потребната сума. Од Павел Андреев, таа е кампања, како што беше пред тоа GoFundMe, ја има таа кампања што може да се ауторизира во Македонија, значи на лица, на здружение или на лица, приватни лица, што тоа не беше претходно, зборувавме на таа тема прошлиот пат, така да моментално има над 10.000 евра собрано на таа кампања. Кога вие го пративте негде беше 5.600, како се сеќавам, така. Значи имаме добар резултат од таа страна, не значи дека тука е само таа цифра, него тука има и телефонски броеви, кутии, тие не можам точно да ви кажам колку се. Јас мислам негде околу барем 10-15.000 евра има плюс. Али сме многу далеку од, да кажеме, тоа очекуваното. Добар почеток е тоа, како моје искуство до сега што сум им правил тие кампањи и така треба да се продолжи. Освен телефонските броеви и сметката на која може да се донира во Македонија, постои опции за интернет донации, па така на кампањата може да се приклучите од сите страни на светот. Повеќе опции, значи за плакање, како Андреев, кога ќе влезете, ова има QR код, може да се скенира тој QR код
и за тоа има начин на виза, на виза картичка да се плаќа, на PayPal, што е наједноставно. Денеска има секој PayPal, со PayPal трансакцијата е многу едноставна и брза во таа ствар. Google Pay, да не ги набројам овие што се како PayPal наплати, тоа е многу Даниел се заблагодарува на сите хумани луѓе, особено лицата од јавниот живот кои ја поддржа оваа кампања, со тоа придонесува за повеќе донации. И упатува апел. Оваа кампања да стигне до што е можно повеќе луѓе и побрзо се соберат потребните средства. Доста донат што ме поддржува е Енис Барди. Знаете кој е Енис Барди? Значи репрезентативец. Така да Наташа Андонова, така, друг е исто како донатор, исто е Игор Джамбазов. Се зависи од самиот човек како прво, самата приказна и самата историја. Мислам да сега оваа историја е како да кажам. Вака апелирам до сите македонци и било кои што се граѓани на Македонија, значи не значи да кажеме дека сите македонци се, видиш Енис Барди и многу ме поддржува и големи цифри се. Човек не сака да кажам кои се, али да кажеме дека треба нашите македонци по-активни овие спортисти што ги знам и винарите да ме поддржуваат. И благодарам за сите. Семејството Живковиќ директно зависи од нашата хуманост. Па секој кој е во можност има повеќе опции на кои може да донира. И со тоа да му помогнеме на Ристе во најважната битка. Битката за живот.